Ја следите емисијата Чуму, 9 мај, ден на Европа и ден на победата на антифашистичката коалиција. Дали македонското комунистичко движење ги изеде своите деца? Дали во овој процес на посткомунистичка изгоба на Македонија страда луѓето за самостојна и суверена Македонија? Што станува со нивниот процес на рехабилитација? Што станува со познатите судбини на Ченто, Браштанов, Шатев, Фотев и така натаму, или на малите и големи личности кои заради тие идеи беа затварани во Идризово, завршува на Голи отек и така натаму. Вечера во студиото се моите гости, професорот Вилета Ачовска, асистентот Исамедин Азизи, Ефтим Гашев, страдалник Зоран Велјановски, чиј татко заврши исто така под присмота на тајните служби, осудуван за идеите за самостојна Македонија, и мојот колега Борис Попѓорчев, чиј родител Богдан Попѓорчев, познат македонски привезаник на идејата за самостојна Македонија, заврши со познатиот и неоткриен уште под енигма случај на велешките, на стреланите велешани 50-ти веднаш после војната. Професор Ачовска, дали ние имаме изградено однос, дали дефинитивно извршиме демистификација на жртвувањето на Ченто, Браштанов, Шатев, Фотев и така натаму, на таа прва плејада на граѓанскиот концепт на Македонија? Мислам дека веќе е извршена демистификација. До 90-91 година беа табу теми на македонската историографија, но мислам дека после 90 година македонската историографија достоинствено се одолжи за својот молк толку децениски, едноставно само цензура која постоеше кај нас историчарите така натаму. После 90 година се отвори таа Пандорина кутија на табу теми, излегува на виделина овие личности, нивните судбини, репресијата, нивниот трагичен крај и така натаму, така што мислам низ повеќе научни собири, изданија, книги, монографи, дека дадена една комплексна слика, што не значи дека до крај се истражени. Дали е тоа резултат на тоа што не значи дека до крај се истражени, бидејќи документите се крајно фризирани, непостоечки, дел од нив ги немаме во Македонија, така што со пронаоѓањето на новите документи нормално ќе се фрли уште појасна светлина. Успевате ли да влезете во белградските архиви, во архивите на КПЮ и на Сојузниот архив? Не знам, 92 година јас бев последниот македонски истражувач кој влезе во архивот на Југославија, после тоа имавме ембарго, сега се почнува да се либерализира таа соработка, се воспоставува, но замислете се, на цела повеќе од една деценија македонските истражувачи не може да влезат во архивот во Белград. Јас таму ги побарав микрофилмовите за судењата за идејата на ВМРО. Комплет постојат микрофилмови за судењата на идејата на ВМРО. Не ми ги дадоа да ги користам. Некој друг историчар или можеби јас ќе имам таа среќа во наредните години, еве да ги добијам тие филмови со комплетни судења и документација кои се однесува на ВМРО, но се уште ги немаме. Добро, Азизи, кај чепкате вие, во која архива? Кој дел ви интересира? По мојот период е претежно втората, помеѓу двете светски војни, мислам, особено за албанците во политичкиот живот во тој период во Македонија претежно. А што станува со процесот на рехабилитација, да речам, на така речените нелојални или непослушни албанци? За кој период мислите се? Пред и после војната. Па добро, сега за време на, особено по 90-те години, значи на некој начин целосно е пресвртена на историја за албанците, бидејќи ако ја анализираме албанската историографија во времето на комунизмот, значи пишува во се подобри страни во врска со тој период, особено за комунистичкиот период за време на Втората светска војна. Додека пак што се случува по 90-те години. Едноставно можеби не сите, меѓутоа делот токму тие луѓе кои што цело време се зборувало се подобро за нив, се сметат под наводници, да кажеме, као предавници, додека пак другата страна која што била жртва на тој комунистички режим, било тоа да е во Македонија, во Косово или пак во Албанија, се смета како на некој начин патриоти која што ја бране националната кауза на албанците. Азизи, има ли во историскиот бекграунд врска меѓу ВМРО и албанските автономисти? Да. И сепаратисти? Да, мислам има уште од порано време, особено веќе од
пред балканските војни имало веќе почнуваат поблиски контакти. Тука во 12-та година го имаме и средбата на Хасан Приштина со Чауле, не, овој заборај се името, не ми текнува. Павлов, со Павлов во Скопје, каде што се кројат планови за заедничка војна на албанците и македонците, бидејќи тогаш веќе се подготвува теренот за започнување на Првата балканска војна. Контактите исто така продолжуваат и веднаш по завршувањето на Првата светска војна. Особено тука заборав да го спомнам и 13-та година септемвриското востание, каде што контактите на Хасан Приштина со Петар Чаулев во Струшкиот Охридскиот регион. Во 24-та година исто така има блиски односи помеѓу Косовскиот комитет, претежно предводен од Хасан Приштина и ВМРО. Имало доста средби, особено тоа продолжува, значи по 30-те години веќе во ВМРО обединета, се до Втората светска војна, веќе кон крајот која дефинитивно веќе нема никакви контакти, веќе се создава тоа комунистичка држава. Пред да видиме делот од документарниот филм за Пенко Браштаров, го нашаме темата која господин Гуштеров ја наметна околу можната рехабилитација со спорни факти и дилеми и идеја. Но има една ситуација која Ефтим Гашев е за вас карактеристична. И вие не барате рехабилитација. Вие барате обнова на судскиот процес. Зошто? Како прво, му благодарам на господин Ристо Гуштеров, мој добар пријател и некогашен колега, за неговите благопожелби. Иронија голема. Ефтим Гашев ја тужи Република Македонија во Страсбург. Иронија. Трагично, смешно. Случајот не мој, него тој е еден голем случај на ниво на цела Југославија. Еден нонсенс, неверојатен, каде нашето денешно правосудство преминува ноншалантно преко него. Имено. Затворени сме 23. мај 1945 година. Делото за кое сме обвинети е сторено во континуитет почетокот на 45-та, значи од јануари до мај до затварањето. Законот за казнени дела против народ и државата, со кој сме судени и осудени, и двајца стрелани, и јас издржав 7 години, донесен е на 25. август 1945 година. Со ретроактивна примена. Забрането, основно правило тоа забрането знаат и право. врапците, нулум кримен, нула поена, сине леге. На кого тоа ќе му кажете? С оглед на моето барање до Основни суд Скопје. Еден, не застарева. Поднесов барање со документација. Апсолутно релевантна документација. Пресуда, закон, така натаму. Нажалост и моја, и на јавноста, и на правосудието, бев одбиен со еден ноншалантен изјава во образложението. Доказите ми биле стари, односно немам докази нови. Па не сум јас криминалец, па да кажам не откраднав јас, го најдов ја лоповот. Доказите треба да бидат релевантни или ирелевантни. Што треба друго да се стори? На мојата жалба до апелацијата и тамо господата, можам да кажам овде јавно, зарад нивното несовесно и нестручно гледање го одбива мојот предмет и тука завршува процедурата. Добро, мислам дека Само да завршам, ве молам. Поведете. Мојот вонреден правен лек пишав писмо на обвинител од Македонија, кој во колку оцени има можност Заштита на законитост. да побара заштита на законитост пред Врховниот суд. Тоа одговор го немам, али по меѓувреме го искористив правото и ја пратив документацијата во Страсбург. Добро. Како ќе кажат таму? Пред да го завршиме циклусот на можната рехабилитација, односно на законот за социјални права на осудениците, Ја би ме молел, Да. со декларацијата не сме готови. не сме. Добро.